Значи, уште еднаш ве прашувам дали се гледа убаво и пишете ни ако се гледа убаво. За да можеме да почнеме на нешто што прв пат ќе го слушнете на овие простори и пошироко, кој бил, што бил и како бил Тито. Може да почнеме? Значи вака, очувот на многу македонци кои што го заменуваат нејзиниот татко, нашиот татко Филип Македонецот, да не заборавиме дека и тој кој што го знаете Тито спиел со книгите на Филип Македонецот. Многумина имат објавено многу работи до сега, кои што се поврзани со Тито, но мојата истражувачка дејност е поврзана со српскиот двор и дворот на Караџорџевиќи. Тито вешто е прикриен до ден денес, прикриен од оние кои што имаат за цел да ја сокријат вистината. Значи, некои ќе кажат дека е син копеле на Черчил, други ќе кажат дека е од Саксо-Хабсбургската династија, трети ќе кажат дека потекнува од Ротшилдовата фамилија, но јас би кажал сосема нешто друго. Да, има поврзаност со Черчил, но поврзаноста треба да ја бараме до Петар Караџорџевиќ. Оно Јосип Броз, кој што сите го вие знаете, е земен идентитет од лице кое што е починато во руската, кое што учествува во руската армија и е починато лице, а додека тој Јосип Броз Тито е всушност брат на Александар Караџорџевиќ. Тоа е оно што го кријат сите и оној кој што учествува во убиството, во атентатот на својот брат во спрега со ВМРО, врховистичко, терористичко, на Ванчо Михајлов, во спрега со Анте Павелик, во спрега со Италија, а исто така и во спрега со една фамилија од Моско поле кој што се префрлува и од кој што потекнува Никола Пашич, премиерот на СКС, тоест во спрега со неговиот син. На големата логистика на Владо Черножемски и ова логистика во Марсеј ја имаат со помош на
Драготин Пашич, синот на Никола Пашич, кој што е амбасадор од кралство на СХС во Франција, во Марсеј, и Марсеј кој што е бил центар за трасирање и пласирање на хероинот, тоест на опојната дрога од Македонија низ целиот свет. Значи ли тоа дека поврзаноста подоцна на Тито е голема со Македонија? Затоа што овој палав брат на Александар, ретко некој може да се сети на него, бидејќи долго години е бил ставен во психијатрски болници, а исто така прв кој што го приметува е близок соработник на дворот во Лепоглава, кога е во затвор со Моше Пијаде и каде што прашуваат одредени ликови од дворот дали го познава овој лик. Лицето кое што го приметува и кој што прв го препознава, вели да, тој е братот на Александар Караѓорđевиć, Ѓорги Караѓорđевиć. Тоа значи дека регенерирањето на СХС во Југославија и регенерирањето од Александар Караѓорđевиć во маршалот Тито е исто така направено со помош на дворецот, тоест регенерирање од едниот брат кон другиот брат. Неговата палавост и неговата цел, која што во почетокот била да се спротивстави на Црна Рака, а подоцна Црна Рака му помага, тоест Црна рука, во неговите зло дела заедно со терористичко ВМРО од тој временски период. Денењето на неговиот брат Александар Караѓорđевиć е вршено нон-стоп од Ѓорги, тоест од Тито, се до моментот до 33-34 година, кога е ликвидиран во атентат од тим на Црна рука и од тим на ВМРО терористичко под капата на Ванчо Михајлов, откако претходно не се согласуваат атентатот да не биде извршен во Софија. Но нешто што треба сега што нас треба да не интересира како македонци е тоа што поврзаноста на Александар Караѓорđевиć со Македонија е голема. И истата таа е поврзана со една фамилија од Грамос, која што се населува во Кочанско. Фамилија која што нема добри односи или има добри односи во почетокот со москополци од кои што потекнува Никола Пашич, премиерот, тоест премиерот на владата на србите, хрватите и словенците во времето на Александар Караѓорđевиć. Што треба да не заинтересира нас македонците? Нас македонците треба да не заинтересира сопругата на Александар Караѓорđевиć, која што е вешто прикриена и која што никој не кажува кога е почината,
И каде е таа после смртта на Александар Караџорџевиќ, тоест после атентатот, и што представувала таа? Марија Караџорџевиќ потекнува од фамилија од Грамос, која што се населува во Кочанско, а тоа се денешните најголеми олигарси, од кои што еден од фамилијата нивна има во Србија, собственикот некогашен на Бријант од Штип. И тука не смееме да ги забораваме накови, што значи дека Марија Караџорџевиќ потекнува од фамилијата на Дзикови и Накови. Таа е супругата на Александар Караџорџевиќ, сопруга која што е обучувана во Трново, во Велико Трново, Бугарија, за оваа цел. Поврзаноста подоцна на Марија Караџорџевиќ и те како е голема со братот на Александар Караџорџевиќ после неговата смрт, тоест со Ѓорги Караџорџевиќ, од каде што Ѓорги Караџорџевиќ, тоест Тито, најголемата логистика ја има од Македонија и не случајно од влашката популација. Овде не смееме да ги забораваме Лазар Колишевски, Лазар Мојсов, Киро Глигоров, Васил Топурковски и многу други кои што се многу блиски соработници и најлојални на Ѓорги Караџорџевиќ, тоест на Тито. Неговата цел и неговата идеологија од СХС да се создаде Југославија на принципот на голема Србија е била успешна. Затоа што тој Тито што го знаете, или Ѓорги според Владо Павлов, после толку столетија го врати Косово на Србија. Денес Тито се уште живее во Македонија. Или братот на Александар Караџорџевиќ. Денес таа црна рука е најмногу сконцентрирана во Македонија. Денес ќе го прашаме матицата влашка Апис дали потекнува од шефот на црна рука Апис, а денес имаме фамилија кој што ги викат Апасиеви. И дали денес има многу внуци кои што воделе жестока меѓусебна битка од времето од 1902-3 година па се до ден денес. Дали овде имаме синови, дали овде имаме внуци од кои што потекнуваат од илиндејците Дамјан Груев, Грилес од Кукуш, Павле Дорадев, Јане Сандански, Тодор Александров, шефот на Црна рука и нивната база во Кочани, Апис, од фамилијата на Пашич, тоест од фамилијата на основоположникот на оваа корупција што имаме денес, а таа е од Радомир Пашич, кој што искористува владата за негови лични интереси, кој што ќе биде забележан и како концесионер на златните рудници во Радовиш и Струмица, Бучим и Беласица. Дали пипките се големи на
Црна рука која што му помогнала на Ѓорги, која што исто така имала за цел, ако знаеме дека со самата смрт на Апис и пред да почине, пред да биде смртната казна извршена, ја кажал неговата цел за голема Србија и Југославија. Дали овие стари идеи и успешни преку Ѓорги, т.е. Тито, повторно воскреснуваат на Балканот преку Македонија. Тоа ќе докажеме со факти и аргументи во наредните периоди, затоа што овде имаме и внуци и на Мицко Крстич. Овде имаме и внуци кои што порано, во претходното време на владење на ВМРО, на масони, како што е Александар Протогиреv, како што е Дамјан Груев, од кој што потекнува како учител додека бил во Штип, и неговата врска со баба на Никола Груевски, кои што подоцна имат големо внимание во комунизмот, и тоа е еден доказ дека комунистичкото движење имало многу поблиски односи со врховистичкото ВМРО. А од тука ќе дојдеме до заклучок дека Косово секој пат е трн во око ако не биде под капата на голема Србија. Дали ова нова иднина преку Црна рука и преку овие оживеани нови или стари страсти за создавање на голема Србија и некоја Југославија, повторно треба Косово да се врати на Србија. Дали нас македонците повторно ќе ни искористат, како тоа што го направиле на времето, каде што секогаш ние брат со брат ни се убивале. Затоа, размислете убаво. Палавиот Ѓорги, кој што има за цел да губие Пашич, да губие својот брат, па дури имал за цел да се спротистави на Романови. Подоцна воскреснува како Тито и со неговите најблиски, најлојални соработници властите од Македонија успева да го направи тоа кое што било идеологија на Црна рука за голема Србија и Југославија. Дали повторно бикот ќе се вала во крв е одлука ваша, македонци мои? Дали Пулс имаше некоја додатна иницијатива за создавање на меѓуетнички конфликти, создавање на граѓанска војна, за кој што ќе отпочнеше новиот процес за нови балкански војни, за создавање на голема Србија и Југославија и повторно враќање на Косово на Србија преку нас македонците. Сите вие размислете, затоа што како што гледаме, состојбата не е многу добра и како што гледаме, повторно се оживуваат некои револуционерни страсти, па затоа од овде ќе го повикаме внукот на Апис, Чукун внукот на Апис, влашката матица Пасиев. Нема потреба да ги споменуваат црвените бригади, кога тој е многу поблисок со Црна рука. Како и неговиот Чукун дедо, кој што бил водач нова терористичка организација позната под името Црна рука
идентично како терористичката организација на ВМРО под капата на Ванчо Михајлов и терористичката организација на устачите под капата на Анте Павелик и сите тие заедно под капата на Италија и некогашна Прусија, тоест Германија. Значи, уште еднаш имаме друго продолжение каде што ќе ја истражуваме Марија Караѓорđević, сопругата на Александар Караѓорđević, од кланот на Накови и Цикови, каде што не случајно Накови за синчето нејзино му носат во Белград златна лулашка направена од 100% злато, кога се родил незиниот син од Александар Караѓорđević. Истата таа особа од Накови е многу битна подоцна и во Октомвриската револуција со преместувањето од Русија во Белград на белоградејците на чело со Вранглер, каде што донасаат и дел од некои од принцезите кои што преживеале во атентатот на Романови. Нешто што друго треба да интересира е тоа што поврзаноста на Александар Караѓорđević и на Ѓорги, тоест Тито, ја имаат со Цетиње, со Обреновиќ, али под капата на рускиот двор. Оно што денеска се поистоветува, гледаме дека повторно рускиот двор реагира, затоа што тој руски двор е кум или имат кумство со Петар Караѓорđević и со принцесата на Цетиње од Обреновиќ, од фамилијата на Обреновиќи, каде што од кој што се раѓаат, нели, Ѓорги и Александар. Марсеј е место каде што загинува Александар Караѓорđević, е место каде што требало да изврши прегледи поради тоа што имал најверојатно канцер на желудникот и најверојатно поради тоа што знаеле дека ќе почине, било организирано сето ова за да се убрза неговиот атентат, за кој што и самиот тој знаел дека ќе му биде извршен атентат. И не случајно на Блед, каде што подосна брат му си го презима Блед, го пишува и неговиот тестамент, кој треба да биде и кој што треба да биде после неговата смрт. Тоа значи дека Балканот навистина бил бурен барут и навистина оно што го гледаме денес, самите вие утврдете го, дали има поврзаност нешто со Ѓорги, кој што всушност е Тито и кој што не случајно само во Македонија живее неговиот дух, а истиот тој со неговиот немирен дух, со неговите испади, како татко на корупцијата на СКС заедно со синот на Пашич, како татко на создавањето на оно што го знаеме денес, со судство, обвинителство и сето оно што го правеле тие двајцата под капата на владата на СКС и на Пашич, денеска оживеано и како што гледате, корупцијата на уништувањето на Македонија е идентична на тоа што го правеле Добромир Пашич како амбасадор на Франција и каде што прибежиште после долго години поминати нарачено во лудница било и на Ѓорги Караѓорđević, тоест на Јосип Броз Тито, кој што исто така има врски во Русија, каде што бил како руски војник
и од каде што го зима идентитетот на Јосип Броз или на Амброз, како учесник и лице кое што е убиено во Првата светска војна. Последното видео ќе ви доставиме слики и ќе погледнете како се развива ликот негов со сликите кои што се поврзани во Лепоглава кога бил со Моша Пијаде во затвор, со сликите кои што се поврзани како млад, како мал и сликите кои што се поврзани подоцна во Прва светска војна па и Втора светска војна. Уште еднаш бидете крајно внимателни од оно што се случува во Македонија, затоа што повторно воскреснува некоја нова црна рука во кој што учествува терористички организации, како што тоа била организацијата на Ванчо Михайлов и ВМРО, организацијата на Анте Павелич и Усташите и црна рука која што е поврзана со српската идеологија за голема Србија и создавање на нова Југославија. А вие самите одлучете каде водат двете најголеми политички партии и кој е всушност и председателот на Србија денес. И од каде му е таа толку голема моќ на Вујчич. Да живее Македонија, се за Македонија, да живее нашиот татко Филип на сметка на Ѓорги Александар, на Ѓорги Караџорџевиќ, познат како Амброз Тито на овие простори во Македонија, на кој што верно му служат, секогаш на кој што верно му служеле терористичката организација на ВМРО, од Ванчо Михайлов, врховистичка со центар во Штип, тоест Ново село, и устачката организација на Анте Павелик под капата на Мусолини и Рим. Да е вечна Македонија, без сите овие кои што се приклонити на црни руки, на бели руки и на терористички организации. Да се обединиме за Македонија, тоа го бара нашиот татко Филип и синот негов македонски и светски Александар III Македонски. Да живее Македонија, ве сакам сите.